изложбата E-Fusion во петокот почна третиот саем на електронски уметности во музеот на град Скопје. Затоа мој вечерашен гостин е и господинот Мелентије Пандиловски, директор на СПОРО Центарот за современи уметности, организатор на овој саем. Добро вечер. Добро вечер. И веднаш на почетокот за концепцијата на овој трет веќе поред, како што рековме, саем на електронски уметности или SeaFair, како што го нарекувате вие. Добро, концепцијата оваа година е насочена кон виртуелната реалност или VRML, јазикот кој што го истражуваме, нели, таа виртуелна реалност за интернет. Начинот на кој што тоа го истражуваме е преку 4 модалитети на оваа конференција оваа година. Значи првиот дел беше работилницата Hands-on VRML, што се одржа во Охрид, во хотел Граница, 23 до 30 септември. Тука уметниците од Источна Европа и од Македонија значи ги учеа основите на оваа технологија и креираа своји дела, 13 вкупно дела има, значи креирани во оваа работилница, кои што се прикажувани во контекстот на изложбата E-Fusion. Исто така, како селекција, значи на кураторите на оваа изложба, Кети Реј Хофман и јас, беа на конкурс пристигна дела, од кои што беа селектирани 18 дела. Претежно се тоа автори од Западна Европа и од САД. Третиот сегмент, значи покрај изложбениот и едукативниот дел, е самата конференција, која што се одржува, значи се одржува саботата и неделата, на која што разни теоретичари во VRML областа, но и пошироко се осврна на најновите трендови, на начините на работа, на новите теории кои што произлегуваат од VRML-от. И тоа во рамките на конференцијата и се одржува исто така и значи една панел дискусија, бидејќи имаме еден голем број од луѓето се активни во едукацијата и се однесува на образованието, на уметничките школи и универзитетите во оваа област во следниот век, значи до 21 век. Новите видови на образование, како се тие можни, што е потребно, кои се предусловите за тоа да биде најдобро можно, со цел за уметниците да навлезат во технологијата, која што многу често не ја баратаат и заради тоа ја се трудиме на овој начин да ги потикнеме. А исто така и имаме еден четврти дел, тоа е VR Communities, значи сите оние групи луѓе кои што работат на интернет, чија што активност од текот на денот барем по едно 8 до 10 часови е во комуникацијата на интернет, значи преку VRML или пак преку други, не знам, ICQ, ИРЦ или други некои начини, така да ќе се направат неколку мостови, значи помеѓу Скопје и некои европски и американски градови. Вие ги спомнавте гостите, некои од нив навистина е познати во оваа сфера како луѓе кои што се пионери, нели тука мислам на господинот Рој Аскот, а исто така и други кои што се познати уметници веќе во светот, не само во рамките на интернет уметност или VR уметноста, туку и пошироко, значи го освојуваат тој простор на некое си признавање, нели, и во сферата на ликовната уметност. Дали тие гости не беа зачудени помалку, бидејќи SeaFair се одржува во Македонија, во Скопје? Во Македонија немаме се уште, и покрај вашава пионерска работа, немаме се уште многу проекти кои што се правени, нели, на интернет или кои што воопшто се од сферата на електронските уметности. Како реагираа вашите гости, господине Пандиловски, и дали тие и колку се задоволни што еве во Македонија, во Источна Европа се одржува токму ваква конференција, бидејќи ми се чини дека единствено на балконот, ако не и пошироко?
Па добро, мислам веќе ни е трета Да. конференција, некој од нив со некој од нив соработуваме веќе подолго од 5-6 години. Исто така некои од нив се членови на нашиот нов одбор и се обидуваат да ни помогнат што е можно подобро да навлеземе во овие нови технологии, да освојуваме нови пазари на уметноста. Мислам дека нема некој зачудување зашто е тоа Скопје, се едно Скопје, Берлин, Виена. Мислам дури и на нас ни е се едно, не правиме некоја голема разлика околу тоа. Мислам дека почвата овде е добра, дека уметниците ја усвојуваат технологијата многу брзо и дека проектите им се релевантни во меѓународен контекст, така да од некои комплекси на инфериорност бидејќи сме од јужниот дел на Балкан не патиме и мислам дека цела оваа нова генерација воопшто и многу не се осврнува на тоа, мислам се смета себе си за интегрален дел од од новата Европа. Така да е барем од од таа страна немаме никакви проблеми. Сега малку е тешко нели да се ова е скапа технологија и малку е во тој контекст ви го поставив ова прашање, а не заради комплексност на инфериорност некаква, заради пристапноста на технологијата на самите уметници. Па добро, скапа е, меѓутоа со помош на нашиот центар и веројатно некои други институции исто така се работи многу на тоа. Ние доста и опрема купивме во овие години кои што ја остапуваме на уметниците. Работиме со прекрасни луѓе техничари околу нас и мислам дека тие во многу ни помогнаа да го превагнеме тој јаз што од почетокот ја делеше уметничката комуна од технолошката уметност. Меѓутоа, сега е веќе тоа зад нас и мислам дека веќе можеме да зборуваме, поготово на воркшопот беше очигледно дека во Охрид дека уметниците многу брзо ја освојуваат нова технологија и дека се работи за една соработка сега веќе со техничарите, а не само за барање од техничарите да се изведат идеите на уметниците, што беше порано случај. Во списокот на гостите можете да видите дека ги имаме тука ветераните од почетокот на интернет. Рој Аскот е тука, кураторката Кети Реј Хофман, Тимоти Дракри, стариот познаник Карл Дудачек. Меѓутоа е цела една нова плејада на луѓе, Джей Дилемут, Ханс и Лиз, понатаму Маја Кузмановиќ, Тања Фрага, Звонимир Бакотин. Тука гледат имаме и луѓе кои што се од Балканот, кои што се веќе релевантни фигури во Европа и сметавме дека е добро тие мостови да ги обновиме повторно, значи внатрешно балкански мостови, тука Аргиро Паури од Грција, што за нас беше изненадување. Така да оние кои што беа на конференцијата можеа да видат дека се работи за една многу солидна комуникација, веќе воспоставени мостови помеѓу исток и запад, исток и исток, внатре на Балканот и се работи сега за постигнување на што е подобро можен уметнички квалитет, за подобро изведена конференција, за трасирање на патишта во образованието, за овозможување на уметниците да работат со технологијата и мислам дека сме на добар пат конечно да направиме еден центар што ќе работи со компјутерските уметности и да го поставиме значи како центар кој што ќе радиира, понатаму ќе зрачи со знаење, ќе зрачи со искуство, ќе зрачи со воспоставување нови комуникацијски мостови и ќе биде буквално една светла точка на Балканот. Вие на самиот старт на годинашниот СИФЕР на пресконференцијата кажавте една интересна реченица, велите, ние сме уметнички центар и имаме задача да им овозможиме на уметниците нови изразни средства. Веројатно и во тој контекст е ова што го говорите, меѓутоа СИФЕР трае само 4 дена. Како течеа подготовките, односно како се воспоставуваат тие мостови и колку има навистина заинтересирани во Македонија, бидејќи во Македонија сепак се одива овој сајм на електронски уметности,
со тоа што нормално вие поканувате искусни и уметници и теоретичари во оваа област? Подготовките траа цела година. Ние сега веќе на крајот од цифер оваа година, во следниот месец или два ќе работиме на темата за идната година. Ние веќе разговаравме и минатата година дека наша желба беше да се работи, значи во следните години со биогенетика, биотехнологија, нанотехнологија, која што веќе уметниците ги освојуваат. Таков пример беше сега и на последната Арс електроника во Линц. Меѓутоа за оваа година ние би сметавме дека VRML-от одлично ќе легне во уметничката средина во Македонија, дека уметниците се веќе доволно зрели за да прават добри проекти во таа технологија. Така да сметаме дека уште 1-2 години би поработиле на концептот на виртуелна реалност, можеби да изведеме и некој cave модел или некој сличен модел кој што ќе овозможи значи публиката не само преку интернет или преку компјутери, туку имерсивно, значи да навлезе тој концепт на имерсивна виртуелна реалност ќе може да посведочи. Тоа сега проблемот е тоа што се многу скапи модели, коштаат $100,000 до $1,000,000 секој. Така да ќе мораме нели да се работуваме со некој, се надеваме со некоја компјутерска компанија во Македонија или во странство која што ќе овозможи оваков еден модел да креираме, меѓутоа еден модел кој што нема да биде релевантен само за уметничката комуна, туку би бил релевантен исто така како Кейвот, нели во Линц или во Амстердам или во Чикаго, што ќе биде релевантен значи за индустријата, што ќе биде релевантен за образованието, за центри како што е ИЗИС, нели земјотресното инженерство, за цел еден спектар на области од човечкото делување кој што каде што е потребно компјутерска симулација, нели во VR, со цел да не мораме по пат на искуство да проживуваме се, туку некои работи и на овој начин однапред да ги видиме, нели како нешто би се произвело, а однапред да го видиме технолошкиот процес на скрин или во една кейв соба околу нас. Така да во тој правец би се движиле во следната година или две. А каде е улогата на уметниците во овој процес? Па улогата на уметниците е голема и за таа улога се разговара насекаде по светот. Уметниците се оние што први чувствуваат, значи оние што имаат доволно широка имагинација да ги видат работите, да ги постават на некои други поинакви човечки нели основи. Мислам дека ако се остават работите само на техничарите, дека тогаш да бидеме многу една математичка слика што е не секогаш нели коинцидира со желбите на луѓето. Не замислите како би изгледал интернет сега да само техничарите да го работеа. Нели тоа би било само линии на броеви или букви кои што само тие би ги разбирале. Меѓутоа бидејќи уметниците влегоа релативно рано во тоа, веќе пред 20 на години, сега веќе имате нели хуманизиран интернет. Така да во оваа смисла сметам дека е многу битна улогата на уметник. Добро, еве одржувањето на СИФЕР е можеби прилика да ве прашам, бидејќи го следите овој тренд на електронските уметности и во светот. Еве бевте на Арс електроника, нели во Линц, еден од најпознатите европски фестивали на ваков вид на уметност. Колку уметниците се одвоија од она што значи дизајн и создаваат уметнички проекти, кои што нема да бидат, да речеме, комерцијални, или е насоката во обратен правец, трендот е во обратен правец, значи се комерцијализира она што ќе се создаде. Ве прашувам, значи, за она што значи тренд во моментот во овие уметнички проекти, во ваков вид на уметнички проекти. Тешко да се зборува за тренд, постојат нели проекти кои што ги работат уметниците и кои што се толку алиенирани од било каков тренд да е многу тешко да се зборува дека нели сите ја следат индустријата или дизајнот или не знам што. Постојат секако центри кои што работат на симбиоза помеѓу уметноста и технологијата, кои што каде што уметниците се толку оригинални да се многу испред своето време, нели веројатно е ваква една ситуација сега како во
не знам, споредба некоја со ренесансното време, да кажеме, каде што уметникот е и уметник, и технолог, и визионер, и сето тоа заедно. Рој Аскот води една така многу интересна школа, докторски студии се тоа во Англија и во Велс. Ако имате можност да направите едно интервју со него, ќе биде прилично интересно тоа. Една плејада на автори кои што произлегува од него, Едуардо Кац, Викторија Весна, Бил Симен, Тања Фрага е тука. Можете со неа да разговарате. Значи, тие се наоѓаат во една интерсекција, нели, помеѓу технологијата и уметноста, и секогаш се обидуваат да гледаат напред, 10-20 години пред самите трендови да земат учество. Рековте дека имавте една работилница во Охрид со уметници од Источна Европа и од Македонија. Значи, сепак обрнувате внимание и на ова едукативна димензија во оваа област, бидејќи колку и да е тоа веќе етаблиран вид на уметничко изразување во светот, сепак, еве, кај нас се уште тргнуваме од тоа, може би е предрасуда, тргнуваме од тоа дека тоа не е доволно познато. Значи, имаат ли резултат овие работилници, овие воркшопови што ги организирате? Да, имаат огромни резултати. Како и секогаш, нели, образованието не е секогаш, нели, резултатите не се највидливи веднаш, тие имаат импакт еден кој што трае низа години потоа. Директни резултати од таа работилница се тие 13 проекта во VRML технологија, тоа нивно совладување, значи, на самата техника, гледање на можност да се игра помеѓу, нели, разните системи, VRML, не знам, визуелна слика, видеослика, звук и можност да се спојуваат сите тие во едно. Значајот е голем, значи не само за Македонија, бидејќи имаше уметници и од Источна Европа, и од Молдавија, од Украина, од Хрватска, од значи Румунија. Се обидуваме да поканиме што е можно повеќе луѓе во областите каде што овие технологии не се познати, дури многу помалку познати од колку што се во Македонија. Значи имаме некоја улога на локомотива, барем во овие новите медиуми. Може би бидејќи центарот веќе има такво име. Со текот на годините го стекна, па се луѓето имаат доверба, па доаѓаат тука за да научат. И тоа е во ред, бидејќи ние имаме нешто да научиме од нив секогаш, нели? Се поставуваат некои прашања кои што ние, да речеме, не би си ги поставиле себе си, ги поставуваат на техничарите кои што не размислувале никога за тоа и тогаш се изнајдуваат сосема оригинални решенија. Исто така, значи, панел дискусиите кои што се однесуваат на образованието во идниот век се од страшно битен значај, не само за нас, туку и за меѓународната, сега да кажем, критика, јавност, образовните токови и во оној или другиот поразвиениот свет. Сметам и дека е добро, бидејќи луѓето сакаат да дојдат во Скопје да го пренесат тоа знаење, сакаат да разменат идеи со нас. И сметам дека сме на добар пат. Еве, вие од ланскиот цифер издадовте една книга на два јазика, на англиски и на македонски, под наслов Уметност на интернет, што е збирка на текстови, нели, на учесниците на ланскиот цифер. Дали можеме да очекуваме и од дискусијата, односно од конференцијата што годинава се одржува исто вакво издание? Добро, ние сме должни на нашата публика, значи, еден каталог збирен од трите цифера, 97, 98 и 99 година, бидејќи се зафатија разни сегменти, CD-ROM, интернет уметноста, интерактивните инсталации, виртуелната реалност, VRML, со неколку симпозиуми за време на трајањето на СИФЕР, така да ќе се обидеме или со еден голем каталог да покриеме сето она што беше нерелевантно. Секако, како се што печатиме и ова ќе биде двојазично на англиски и македонски барем. И ќе го понудиме на нашата и меѓународната јавност. Многу и учесници беа на СИФЕР, така е голем е интересот од тие што учествувале да видат како понатаму се развива целата таа идеја.
Добро, јас знам дека не е рано да ве прашам за иднината на Сифер, бидејќи рекоште веќе цела година го подготвувате годинашно издание, па не е рано да ве прашам и за иднината на Сифер воопшто на овој сајам на електронски уметности. Ние се уште не сме ја одредиле темата за идниот Сифер, во многу ќе зависи од буџетите што ќе ги имаме. Меѓутоа, сметам дека треба да се продолжи со Сифер, бидејќи е на некој начин на оригинална појава кај нас и сметам дека можеби е време и градот да се вклучи во некој вид на покровителство на Сифер, бидејќи слично како и Линц во Австрија, кој што дури како многу помало градче од Скопје, изгради слика за себе како за еден центар што размислува за иднината, нели, 25 години на развој на арс електроника, и на крајот завршија со тој музеј на иднината што го имаат во Линц, каде што доаѓаат луѓе од цела Европа да ги видат најновите достигнувања во полето на електронските уметности. Така исто Скопје би можело да изгради своја слика, значи нели како што изгради слика преку джез фестивал, како што изгради слика преку МОД, преку низа вака на меѓународни настани, и сметам дека Сифер би било еден одличен трейдмарк кој што Скопје би можело да си го закачи на себе, бидејќи се работи сепак за развој, се работи за уметност, се работи за интерсекција помеѓу уметност, технологија, информации, и мислам дека е многу добра база врз која што може да се гради. Господине Пантиловски, јас ви благодарам многу што одвоивте време да бидете гостин на Артефакти. Благодарам што ме поканивте. Let's see what we can see. Everybody online, looking good. Фирмата Аероскопје постои веќе 5-6 години во Скопје. Тоа е мешовита фирма која работи со аероцелија од Словенија и работи со трговија на материјали, харти и така натака. Многу луѓе то знаат веќе за што се работи. Решивме да отвориме оваа галерија поради тоа што знаевме, односно мислевме дека ќе има голем интерес поготово кај уметниците кои нели немаат место каде што може да купат материјали, а воедно и едноставно од љубов према уметноста, како што и на нашиот каталог исто стои, мисля, слоганот ни е љубов на уметноста. Ќе има, значи, многу изложби, ќе се држуваат изложби месечни, неделни, рачунаме да се видат мамутски изложби, со што ќе траат повеќе месеци. Исто така очекуваме да има соработка и со другите уметници и другите галерии во странство. Така да очекуваме дека ќе има голем интерес. Посебно ми е драго што можам да кажам дека ова е едина галерија во Скопје, да не речам во Републикава, која освен галериски простор има и продавница, значи за тие материјали потреби. Така да мислам дека би требало да функционира како што функционира. Освен овие постари познати уметници, имаме идеја да тука ги донесеме и младите, што е многу битно, кои на некој начин би се афирмирале така, би се усовршили, мислам, би стекнале некоја афирмација, оние што туку завршиле или оние што, да речеме, веќе се работат, меѓутоа не се толку познати.